Горивата драстично ќе поскапат ако не се усвојат измените на Законот за енергетика и пазарот на нафтени деривати се либерализира за 2 месеци, вели првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Искуствата од соседството покажале дека цените може да се зголемат од 20 до 40%. Регулаторната комисија за енергетика смета дека поради преголемот учество на ОКТА на пазарот на големо од 70 до 80%, либерализацијата треба да почека. По истекот на договорот со ОКТА за малопродажба на нафта и деривати на 8 мај, регулаторна не може да определува малопродажни цени. Комисијата веќе побара да продолжи со досегашната пракса. Законските измени поминаа во собрание, но не беа подпишани од претседателот на државата, па повторно се вратени во процедура. Регулаторите бараат што побрзо нивно донесување за пазарот да не се либерализира на 8 мај и да се спречат ценовни шокови. Во најкус можен рок да го донесе повторно овие измени и дополнување на Законот за енергетика, кои што потенцирам дека минатата недела беа веќе донесени, со цел да можеме во текот на месец април да донесеме нова методологија за определување на малопродажните цени на нафтата и нафтените деривати. Во меѓувреме се работи на промена на методологијата за пресметка на цените на горивата, бидејќи ОКТА извесно време не произведува нафта, туку само ја дистрибуира. Изменетата методологија според Бислимовски треба да создаде услови за влез на нови играчи на пазарот, со што ќе се зголеми конкуренцијата и ќе се овозможи нормална и вообичаена либерализација на пазарот со нафта и нафтени деривати. Регулаторната комисија веќе утре ќе одржи состанок со работната група, што треба да ја утврди новата методологија, што треба да стапи во функција што поскоро.